Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа е, морам да кажам, старата школа Некој на трик Русија. или? Старата школа на Русија, на советската машинерија за дезинформација, која всушност е базирана на истурање на бомби од лаги во кои имале одредена вистина. Тие бомби од лаги се дизајнирани да го спуштат гардот на спротивната страна кај противникот. Значи, ако еднаш ви излежат, два пати ви излежат, трет пат ви излежат, пет пат ви излежат, седмиот пат е вистина, оно што ќе го кажат, и токму тоа го направи тој. Потегот кој што го направи со признавањето беше само чекор или рамка за оно што следеше за илегалната агресија или инвазија врз Украина. И не е точно дека нели сите били изненадени, бидејќи имаше точни прецизирања од страна на разузнавачките агенции на САД и делумно на НАТО, кои што укажува на тоа дека Путин е пред инвазија на Украина. Па дури и плановите беа објавувани, кои му се Согласно целите. истите планови кои што беа од одредени институти кои што се блиски до овие разузнавачки, како се вика, центри, беа објавени и пролиферирани. Ранд корпорација има своја студија која што ги објавува овие три правци. Они имаат едно предвидување дека ќе имаше и пенетрација од воздух, делумно имаше десант, но не онаков како што го очекуваа. Второ, можеби постои разлика во, ако ги гледате тие анализи, постои разлика во интензитетот и во темпото со кој русите ви напредувале, што укажува на нешто друго што сега Путин можеби или прави повторно некаква делузија, или пак има само ограничена цел како што и навестува, тоа е да инсталира режимска влада која што нему ќе му биде покорна, со цел да ја смени географијата, бидејќи од вчера или од кога беше тоа, значи кога портпаролката на руското министерство даде изјава дека се им се заканува и на Шведска и на Финска. Што изразија желба за влез во НАТО. Мислам дека официјално они немаат изразена желба, него само се разгледуваат. Во Шведска е поизразено тоа, во Финска е малце по-резервиран ставот околу членството во НАТО, но тие се сериозни партнерки на НАТО во така наречениот, ајде да кажеме, колективен штит кој што го гледаат или се идентификуваат повеќе со западната демократија. Кајчанев, рековте ги погодија во тие анализи и правците од кај што настапува. Па каде е тука факторот на изненадување? Како може да има блицкриг, како одбранбените сили знаат од кај ќе нападнеш? Блицкриг, ова не е блицкриг. Значи, јас и го кажав тоа во некоја. Да, личи на блицкриг. Блицкриг е кога ќе вие не очекувате ништо. Не, тоа е пенетрација, они направија пенетрација. Блицкриг е кога вие не ни очекувате, значи од сега да почнете од нула до максимум да стигнете некаде. Он ги натрупа силите, направи маневар. Донесе стратешки сили од далечниот исток, С-400 системите ги донесе, као на вежба во, како се вика, во Белорусија. Че он влезе на територија во Белорусија, изведуваше вежби. Месеци кусур уназад имаше зборување за ова, НАТО предупредуваше дека ова, да кажем, трупање на сили не е во ред. Он имаше интервју со еден од западните новинари кој што укажуваше на тоа дека го бранеше практично аргументот зашто изведува вежби во сопствена територија. Значи, така да не е ова блицкриг воопште. Затоа и овие кажуваат дека ќе биде напад. Блицкриг е нешто сосема друго. Блицкриг е кај што вие не очекувате одеднаш кога да извршите инвазија на некого кој што, значи, многу слично како што беше во Украина, во Крим. Тоа е блицкриг, интервенција кој што никој не очекуваше. Да, знаеа дека се тука, но одеднаш кога се појавија никна малите зелени војници. Ова е сосема поинако. Ова имате класична пенетрација, операција на сили кои што стоеле на граница и чекале само да се изведе народа за да влезат. И они тоа го направи. Токму тоа сега сакав да го кажам. Јас од оно што го гледам, темпото, брзината со која они навлегуваат и начинот на кој што навлегуваат, сликите кои што произлегува, освен ако не е дезинформација, за заробени руски војници, прво зборува дека станува збор за регрутен состав или многу млади луѓе кои што се влезени во тоа. Дел од тие, ако не е пак ќе кажам пропаганда, бидејќи ние сега можеме да збориме на оскудни информации, значи ние немаме точни информации, зборуваме оно што го гледаме пренесено во медиумите. Врз основа на тоа правиме анализа, за да не бидеме сватени погрешно. Значи од сето тоа што гледаме дека постои одредена воздржаност во масовноста која што сака, да кажеме, Путин да ја испорача во Украина. Бројките кажуваат нешто друго. Меѓутоа и начинот на заземањето на клучните точки исто укажува на тоа дека многу лесно доаѓаат до заземање на тие точки. Убаво е оно што го слушаме последните 2 дена, дека се појавува жиловост кај населението на Украина и дај Боже тоа нели да може што побрзо да се консолидираат за да си одбранат луѓето територијата. Но како сето тоа ќе изгледа сега понатаму е веќе прашање, иако мора да кажам генералот Мајли и
државниот секретар на САД Лојд јасно укажа на тоа дека бројот на цивилни жртви ќе ескалира, како ќе се развиваат операциите. Они значи до толку да прецизно дека ќе има инвазија, дури предвидува дека ќе има и голем број на цивилни жртви. Сега, дали Путин со ова сака да прикаже на светот за да ја направи пак таа делузија, дека ја не сум агресор, па ќе имам ограничена интервенција. Дали ова е психолошка војна до украинското население, бидејќи он го повика сега населението, затоа што очигледно ја делегитимизира владата. Значи он ја рипа, не ни сака да ја консидера владата на Украина и вели дури нели со погрдни зборови повикувајќи се на нешто што веќе јас и пред месец дена го напишав, тоа е дека најголемото тајно оружје он го гледа внатре во проблемите кои што постојат во водството со Украина, а тоа морам да кажам сега мене ми изгледа исто така дека постои една голема недоверба кај населението на Украина во однос на нивното водство, бидејќи покрај тоа што им рекле да се припремаат за ова, они беа да си купат леп кога почнаа да правите инвазиски напади. Значи луѓето влегуваа како секојдневно да се во продавници. Дури имаше вградени новинари во рамките на градовите кои што збореа дека во метроата луѓето се чуделе што се случува кога виделе војници. Имаше еден новинар кој што сметаше дека се украински војници дека го бранат, како се вика, дека го бранат и свати дека се суштина руски војници кои што влегле да десантираат. Украинските жолти. Тогаш го свати он тоа дека станува збор за руски војници. Значи се до тоа укажа следно касната мобилизација или воопшто дури вчера или завчера издаде заредба да не младите машки лица од 18 да не излегуваат. Значи тоа се за доцнати реакции ако веќе имате месеци назад трупање на руски сили кои што е невообичаено. Има едно друго прашање, кај се спијачите? Веројатно претходно требало русите, на пример Харков важи за проруски град, кој тоа уште не можат. Кај се спијачите затоа што 2014 година беа дадени пари и средства и не успеа, беа организирани спијачи во Харков, не успеа да го. Сега ги нема, дали не верува дека може тие да завршат работа или па отпосле ќе излезат? Не, јас мислам дека они сега по она што зборувам за тие региони кај што има повеќе руси, кај што е се согласувам. Они мислат дека тој дел е завршена работа за нив, затоа што ако гледате сега веќе напреднале или се поместија према запад вооружените сили, односно одметниците сили во Донецк и во овие републики, значи се поместија значително на запад. Тоа значи дека на административните граници на регионите. Да, тој дел кој што е веќе проблематичен се поместува према запад, значи стискаат према центарот и према Киев. И они се комодни за тој дел не е проблематичен. Проблематичен е што ќе правите сега со Украина, у каква форма ќе ја оставите Украина. Дали дали Украина нова, ако хипотетички велиме успее Путин во намерите да ја делегитимизира оваа власт и да ја замени власта, дали таа власт, дали Украина ќе остане како што е сега, што ќе прави со признатите републики, што ќе правиме со овој делот кој што е чисто украински или класично антируски, према Лвов и така натаму, зборам за западна Украина. Така да тоа се прашање на кои што ќе треба да оставиме времето да покаже, но ќе зависи се од она што ќе се случува на терен. НАТО нема веќе па натаму, не може веќе да игра на картата на либералниот комодитет од 90-тите години, во кој беше доминантен. Нели немаше суперсила која што би го предизвикала. Генерално факт е дека ако дојде до таков судар за кој што не сакаме да дојде, ќе загубат и двата противника ќе загубат пошто не можат воено да се справат со НАТО. Значи едните и другите, но ќе загуби човештво дефинитивно. Тука не миновна. Сега ако во однос на прашањето кој што го постави слушателот, мислам дека е легитимно, демократски е да се има свој став, но јас би одговорил со едно контрапрашање. Дали тоа значи дека ние сега, ако имаме спротивставени ставови, како што Русија имала спротивставен став со Америка, треба да дозволиме сега Бугарија да влезе или да го легитимизираме Бугарија со воена сила да почне да го решава прашањето затоа што она не предупредувала. Ние треба да смениме сега. Значи не е тоа поентата е следно. Ако веќе постоело инфлуенс или влијание на поголем дел украинците рекле дека ќе сакаат со Америка, зошто Путин не направил своја стратегија или доктрина, па да ги натера Шведска, Финска и другите да ја сакаат Русија, не да бидат приклонети кон значи тоа е дебатата. И сега тоа што Путин, па и Кина сега она што се случува таму на далечниот исток. Блиски, несомнено историски, суштински народи се поделиле, значи
Така кога е. умештоста на Тоа е. И сега тука вие во суштина ние сега треба да дебатираме за иднината на човештвото. Ако сакаме мирно решавање на споровите и треба да биде тоа мирно, постојат институционализирано, тоа го направиле Обединетите нации, луѓето седнале, потпишале повелба државите, како дале суверенитет, оддале суверенитет, тоа значи дека ќе ги решаваат споровите по мирен пат. И Советот за безбедност јасно прецизирал кога можете да употребите сила. Значи по меѓународното право, кога е дозволено да Многу ли е употребите. чудно кога Соединетите американски држави и НАТО кога имаше овакви акции, се зборуваше војната во заливот, војната во Ирак. Не се зборуваше за инвазија, за напад. Или пак се лажале. Не се тие лажат. термини се Не се лажат. сега е факт е дека- инвајд, факт е инвазија, дека- напад на Украина. Вака, Столе. Факт е дека секоја правото, интерпретацијата на правото доаѓа од политичката перцепција и од идеолошкото убедување на тој кој што ќе го интерпретира правото. Но факт е и дека постојат одредени процеси преку кои вие идентификувате дали постоело прекршување или не постоело прекршување. Внимавајте во тоа. Правото и правдата не се секогаш задоволени и не одат секогаш заедно. Например, при убиството или при ликвидацијата на Осама бин Ладен, кој излезе Обама, он не каже правото е задоволено, рече правдата е задоволена. Он знаеше дека правото не е задоволено, дека тој е без противправна операција, но велеше дека правдата е задоволена. Во однос на операциите кои што ме прашавте за Ирак и сега излева дебата нели на споредба Косово Але и еден на од слушателите го кажа факт тоа. е дека иницијалната интервенција врз Косово беше без дозвола на Советот за безбедност, бидејќи во тој период дел од НАТО сојузниците кои што интервенираа на Косово знаеа дека Русија и Кина ќе го блокираат. И затоа они не ни отидоа политички да го прават тоа. Сега истото го прави Путин. Он знае дека ќе го блокираат ако бара Советот за безбедност интервенција така натаму. Сега таму оно што го направија беше заради доминацијата на таквата школа, на таквата идеологија и во толкувањето на правото е хуманитарна интервенција која, внимавајте, експост факто е преточена од доктрина во право. Развиен е концепт на responsibility to protect, тоа е должност да се заштити и сега таквиот концепт на предлог на Канада, инаку НАТО не е прв кој што направил таков преседан. Такви преседани имало во Африка во 2 наврати под покровителство без дозвола на Совет за безбедност во име на хуманитарна интервенција. Кој, французите или? Не, Африканската унија. Африканската унија. Да, и експост факто Советот за безбедност го легитимирал тоа. Бидејќи тенденцијата, идеологијата во тој период и така натаму била на заштита на индивидуот и на човековите права. И наративот кој што го развие НАТО во тој период беше хуманитарна катастрофа. Таа хуманитарна катастрофа и хуманитарна интервенција, бидејќи сватија дека лебди нема правна подкрепа, го претворија во доктрина responsibility to protect или одговорност да се заштити. Тоа значи дека ако режимот не може да ве заштити, ние ќе ве заштитиме, односно ќе се создадат цели. Но, внимавајте, тоа мора да е под дозвола сега на Советот за безбедност. Советот за безбедност мора да издаде резолуција врз основа на членот 42 од повелбата за да се употреби сила. Операционализација на тоа имавте во Либија, каде што интервенцијата на НАТО е врз основа на резолуција на Совет за безбедност. И тоа е 1973, резолуцијата врз основа на кој НАТО веќе изврши во име на Обединетите нации изврши интервенција во Либија. Сега, последиците на тоа, дали имало добро планирање, менеджирање, конфликт менеджментот, nation buildingот, како е граден, тоа се веќе други дебати да го редуваме кои се последиците на тоа. Но зборуваме за правото. Овде имаме фрапантно кршење на меѓународното право. Не постои резолуција на Совет за безбедност, дури и Путин не се ни повикува на тоа, он вели интервенирам, постои пракса на преседани на интервенција за заштита на граѓани и добра на туѓа територија, бидејќи по она што го слушаме вели интервенирам да го заштитам прво Донецки, како се вика, и да ги заштитам собствените интереси. Значи он спојува два преседана, спојува преемптивна употреба на сила, тоа што коалицијата на војата го направи во Ирак во 2003 година, и спојува заштита на граѓани добра на туѓа територија, неколку пати Израел има интервенирано така, но тоа биле, внимавајте, краткотрајни интервенции, не интервенции за смена на режим, како што сега он инсистира да го направи. Прашање за професор, дали НАТО и Русија ќе поделат Украина на неколку територии, како Македонија во 1913 година, 12-13, значи Букурешки. Не верувам дека НАТО ќе влага во некакви такви луксузи или да сакат такви поделби, но дека ќе постои некакви мировен договор кој што ќе оди во замрзнат конфликт, за да се создадат подобри услови за идно решавање на тој проблем. Јас натаму мислам дека ќе течат работите, бидејќи е јасно дека и САД и
НАТО јасно изразија дека нема да интервенираат воено во Украина. Најверојатно разумна воздржаност со цел да избегнат конфликт кој што би ескалирал во рамки на Трета светска војна. Но она што ја и на почетокот го реков е дека треба да видиме што сега ќе значи барањето на Путин, како тоа ќе изгледа во пракса, бидејќи он бара да се изгради неутрална држава, денацификација, влада која што ќе биде неутрална, која што ќе има неутрален став. Предпоставките се знаеме колку ќе биде неутрален став, ако тој е близу како што е нели како се вика Белорусија на Русија, тоа значи некоја нова смена на влијание, значи смена на целосната географија на тој простор. Но јас реков ова го направи НАТО поек. Ако Путин сакаше да направи Русија поголема, ова Да не се го договорени, дигна. да. Па не верувам дека такво нешто, затоа што нема да влезат они во такви хирови или во такви авантури, посебно не со авторитарни режими. Но она што е битно е дека дефинитивно речникот сега ќе се смени у НАТО. И како што гледаме веќе има засилување на овој како се вика на посериозно, значи гледање поинаку гледање на работите. Ќе мора европскиот дел од алијансата, зборам на Западна Европа, кој што гледаше до сега малце покомотно, полиберално, што и беше пракса, ако гледате дека заради тоа што заканите ги гледаат малце поинаку, што е легитимно, да го смени нели сега фактички пристапот и најверојатно тоа се прави, бидејќи гледаме единство и во Европската унија и во рамките на НАТО, дека се решени дека нема да дозволат веќе ни педа, односно ниту инч, како што рече председателот Бајден, да фали од НАТО земјата. Тоа е исто така осигурување значи за сите оние членки на алијансата кои што се пред се на граница со Русија, затоа што тие се да кажеме погодени и се најзагрижени во однос на збиднувањето. Што значи тоа за Македонија? Сигурност поголема. За пропагандата со тоа да завршиме. Секогаш, тоа е позната реченица, кога почна војната умира прво што умира е вистината. Така. Првите денови немаше толку. Сега гледам, почнаа веќе да се организира, почнаа центри да пуштат информации, па од тоа колку мртви има, па дали освени, многу збунувачки информации. Сега го слушнавме и Ангелов. Јас гледам руски, гледам украински, како човек да си ја најде збунето и населението, поготово таму сега. Ова со интернетот мене ме зачуди, се функционира. Нема проблем, никаков прекин, имам на мобилен, имам Wi-Fi. Тоа и намерно, значи они гледате напаѓаат критична инфраструктура, но внимаваат за да може да остварат канал за комуникација со населението, бидејќи по се она што го гледаме, предавателите за интернет не ги чепкаат. Да, значи по она што гледаме 4G, класично или конвенционалните начини велеа дека прво се онеспособат комуникациите за да спречите вие да го организација. Најверојатно нивните проценки и целата организација оди да го подрие или да го искористи оној дел оно што човекот кажа дека постои поделеност на населението заради различните припадности. И сега они најверојатно ќе се обидуваат преку тоа и преку интернет комуникација, бидејќи русите се познати по манипулацијата на интернетот и по дезинформациите кои што ги шират преку интернет порталите. Ние како академска заедница, заедно со Правниот факултет и Војната академија од Скопје имавме и неколку невладени организации, имавме едно истражување кој што го поддржа НАТО програмата за јавна дипломатија и во кое во суштина дојдовме до сознание дека во напорите за корумпирањето на постоечкиот интернет портали и алгоритмите кои што постојат, а се наменети за комерцијална употреба, русите всушност ги воинизираат таквите истите, ги користат во политички цели. Ги милитаризираат и ги користат во политички цели. Што работа, значи, секој еден портал или воопшто пребарувач има одреден алгоритам врз основа на кој вие кога пребарувате, он ви дава селектира податоци. Интересот на виките ви ги гледат, да? Така, тоа е комерцијално и е базирано врз основа на профит, за сосема поинаква намера. Сега они тоа го користат тоа така наречено дата void, ако не постои контент или содржина, они ја креираат таа содржина, ја пуштаат и ги користат истите тие алгоритми и нормално сега тука да не забораваме дека го користат Спутник од Србија, како нели одскочна даска и така натаму, во кој како што ја почнавме емисијата нели барем во оној мојот дел, значи каде што старата руска практика за дезинформација вели фрлете 100 лаги, доволно е 2 да се вистините и веќе успеете. Бидејќи гардот приказната со лажливото овчарче. После третиот пат веќе никој не му верувал, кога дошол волкот му ги изел овците.
Значи буквално на тоа и многу е тешко да се одбраните. Тоа бидејќи човечки фактор е која еднашка, два пати, три пати ќе го дигнете гардот, постојано системот не можете да го држите горе. Тоа е многу перверзна тактика која што бара голема резилиентност, голема отпорност од целиот систем, што подразбира посеопфатен пристап за одговор кон такви работи, подигање на некои си индиректни механизми како медиумска писменост на населението, бидејќи вие ако изградите протоколи за медиумска писменост кај населението и му го кажете доволно информиран граѓанин, да. И тука сега на тоа се надоврзуваат кај што они атакира, напаѓаат отчетноста, транспарентноста, демократските процеси, значи нема, значи они тоа најдобро можеби французите го покажаа. Ако се сеќавате која излегува информација дека Лепен ќе победи Макрон. Ние бевме бомбардирани дека Лепен води на изборите и излезе дека француското население беше резилиентно на целата таа руска пропаганда. Макрон победи, тоа убедливо ја победи Лепен. Да завршиме со една реченица. Последните информации се дека се водат борби околу Киев, па дури и во Киев. Се слушаат тешки бомби, паднале и на гранати на згради во центарот на градот. Некои градови веќе се освоени на југот од страна на руските војски. Веќе зборувавме за војните аспекти, нешто кратко, какво оружје, зошто, колку ќе трае ова сега? Дали е можно тоа што го велат и некои од американските експерти, ако почувствува Путин или руската војска дека, а на тоа инсистираат овие 2 дена во анализите и британците и американците, дека не е баш така лесно и дека не ги остваруваат толку лесно целите, дека се изненадени од силниот отпор на украинците. Дали тоа ќе значи дека во некоја состојба на, да го наречам, очи, ќе се пука неконтролирано? Јас се надевам дека точни се анализите на овој како се вика на американците и на британците, дека жилавоста на расте, значи и покрај лошата иницијална организација зборам во одговорот, да, сега веќе расте таа жилавост и гледаме, слушнавме од човек кој што е на терен, ги познава лично работите, што е добро за самата Украина и унитарноста, но од друга страна сето тоа дава една, мене ме плаши на друг аспект. Бројот на жртви ќе стане многу голем. Тоа на што вие викате дека Путин пошто ќе биде решен затоа што ќе биде голем пораз за него, голема шлаканица ако не успее да го оствари таа. И сега сето ова не е вкусно да го зборуваме, меѓутоа тоа е веќе оди во насока на брутално уништување на материјално-техничките средства, брутално уништување на инфраструктурата, што ќе ја кошта Украина и населението, а најмногу од цена човечките животи. Стадион. Емисија за вашата вистина.